Мостот Беласица до Истгејт останува затворен за сообраќај барем во догледно време. До кога никој не знае. Ниту град Скопје, ниту Центарот за управување со кризи не знаат кои се причините за пожарот кој пред неколку дена беснееше на мостот. Како што кажа од ЦУК, бетонските огради ќе се тргнат откако тој ќе се санира. Стојан Чангелов досега неколку пати апелираше во врска со оваа сообраќајница, но други детали околу причините и штетите на мостот не сподели. За повеќе информации не упати во град Скопје, откаде одговор како по обичај натаму нема. Мостот кој веќе неколку дена е затворен и за сообраќај, и за автомобили, и за пешаци, според изјавите од надлежните, тешко дека ќе профункционира во текот на наредниот период, затоа што оштетувањето било доста големо. Покрај сигнализацијата, од двете страни на мостот има полиција, која не дозволува поминување. И денеска забележавме дека пешаците се обидуваат да поминат, но попусто. Иако до вчера пешаците безгрижно поминуваа, па дури ги прескокнуваа поставените огради. За проблемот да биде уште поголем, од другата страна на мостот пак под железничката станица, како барикади се поставени уметнички дела. Зошто баш тие наместо железни огради, Алфа праша во град Скопје, ама и за ова одговор нема. Покрај мостот, небезбедно за поминување и околу кејот на реката Вардар, кој се наоѓа под опожарениот мост поради одрон на бетон. Денеска метежот во Скопје беше намален барем во овој дел, но веќе од утре, хаосот што и кога мостот беше прооден беше ужасен, а сега за жал ќе биде уште поголем. Од град Скопје претходно кажаа дека надлежноста на мостот е кај Центарот за управување со кризи и МВР, кои пак рекоа дека по доставата на извештаите од лице место ќе известеле за натамошно постапување. Инаку пожарот кој го зафати мостот неофицијално бил со температура од нешто повеќе од 1000 целзиусови степени, а службите го гаснеа скоро 4 часа. Изгоре електричната инсталација, како и обвивката на цевководите од системот за парно греење.